Последната недела од годината што ја испраќаме Битола ќе живеем во магијата на зимската приказна, новогодишна програма со повеќе настани која започна викендов во старата битолска чаршија. Во духот на културата и традицијата, девојките од Кутилинден, облечени во староградска носија, го одиграа старото градско битолско оро Пештрев, а децата од градинката Мајски цвет и ракотворците од Сдруженијето Македонски ракотворби заедно ја накитија елката. Целта е да се раздвижи чаршијата со наратив кој ги обединува спецификите на минатото и на современото живеење, велат организаторите од општина Битола, помеѓу битолските дуќанџии, занаетчии, негувачи и промотори на значајни историски обележја на градот. Градоначалникот Тони Коњановски ги најави содржините кои годинава ќе се реализираат на две локации, во старата битолска чаршија и платото на офицерскиот дом. До новата година Битола ќе живее туристички, ќе живее културно и со право она епитет кој го има и кој јас секогаш го промовирам дека таа е стварно град на културата во Република Македонија, ќе го докажеме. Трета година поред зимската приказна продолжува. Секоја година со нешто ново, со некој поинаков концепт, меѓутоа секогаш скалата е степен повисоко. Ова година имаме некои 115 на настани распоредени во 9 дена. Тоа е дневна и ноќна понуда. Во делот на денските активности, преку денот, настаните ќе се одвиваат овде, во старата битолска чаршија, со занаетчиите, дуќанџиите, еснафите, со културно-уметничка програма од сите буквално бендови и групи кои екзистираат во Битола или околината, ќе презентираат онаа живост која некогаш битолската чаршија има, тенденција да ги отвориме кепенците, да ги отвориме дуќаните, старите занаети, и ова е спој годинава на занаетчи, на културни работници, на училиштата, на најмладите, градинките, вклучени се буквално сите да дадат свој придонес во оваа културна програма. Општината продолжува да действува во насока на содржинско збогатување и културно-туристичка промоција на Битола. Вели Коњановски, очекувањата се новогодишните настани да ги расположат битолчани, но и да привлечат гости и од околните градови. Битола е, велам, туристичка дестинација и онака. Во делот на културното лето кое помина зад нас, бевме преплавени со посетители, со туристи. Ова манифестација настојуваме не само културниот да го има аспект на своето битисување, него и туристичката понуда на која многу се надеваме. Да ја заживееме и Битола, особено реков чаршијата, гости имаме од сите градови ке имаме и од соседна Грција. Тоа е веќе традиционално, трета година поред, наместо нашите да таму на огнометите нивни на Коледето, се повеќе туристи доаѓаат овде. Во рамките на зимската приказна ќе настапат повеќе битолски музички групи, меѓу кои Фонтана, Боеми, Деспина, Паркети, Код 369. Солистички настапи ќе имаат Виктор Апостоловски, Ламбе Алабаковски, концерт ќе има Камерниот оркестар на Битола и други учесници. Целодневната програма на зимската приказна ќе трае до дочекот на новата година, кога битолчани под отворено небо на платото пред офицерски дом ќе ги забавуваат култните Чоканче и битолскиот дувачки оркестар, а ќе има и стендап комедија со Маријан Георгиевски. Програмскиот концепт ќе биде заокружен со настан од 1 и полноќното искачување на битолските планинари на Пелистер во организација на планинарското друштво Олимпус Монс.